Здраво на сите и добре дојдовте назад. На 12 март во Унгарија се одржува еден од најголемите автомобилски настани во Европа, а јас се имам честа да учествувам на истиот со мојата Toyota GR86. Преку 1200 изложени возила, низ 8 масивни павилјони и над 10 тематски содржини, Автомото Тюнинг Шоу во Будимпешта е неоспорливо еден од најдобрите и најголемите настани во Европа, кој оваа година слави 20 години постоење. Со Тојотата треба да извозиме 2000 км до Будимпешта и назад за да учествувам во овој 3-дневен настан, но пред тоа имам 3 модификации кои треба да ги завршам за да ја направам уште малку подостојна за изложбата. Ова е Евентури карбонски усис за воздух. Евентури е една од најдобрите филми кога доаѓа збор за системи за усис на воздух. Ќе навлезам за кратко зошто е тоа така, но прво да го отпакувам. Низ годините имам користено доста делови кои били изработени од carbon fiber, меѓутоа изработката на ова е на следно ниво. Станува збор за екстремно квалитетен производ. Ако ме прашате мене, мислам дека Евентури е неприкосновен кога доаѓа збор за изглед и дизајн на самите усиси, но она што е подобро од дизајнот се перформансите на усисот. Дозволете ми да ви објаснам. Ова е конвенционален сетап кој може да се најде кај повеќето возила кои имаат инсталирано спортски филтер. Филтерот е генерално во форма на конус, при што на задниот дел има заоблен раб кој го насочува воздухот од поголем кон помал дел и со тоа креира Вентури ефект, односно го намалува притисокот и ја зголемува брзината на патување на воздухот. Овој заоблен дел игра голема улога, но кај повеќето спортски филтери е релативно краток и не може многу да допринесе при забрзувањето и протокот на воздухот. Кај Евентури усисот принципот е поинаков. Тие имаат патентирано дизајн каде што филтерот е поставен обратно за разлика од конвенционалните филтри и е сместен во самото куќиште внатре, при што куќиштето има доста голем заоблен дел и му возможува да игра улога како забрзувач на воздухот и креира многу поголем Вентури ефект, каде што кај конвенционалниот пристап заоблениот раб е многу мал, тука е драматично поголем. Резултатот на сето ова нормално е поголема снага. Во случајот кај GR86 тоа се околу 10 до 15 конски сили кои се тестирани на дајно, нормално во зависност од условите. Сите системи за усисот Евентури се дизајнирани и базирани на тој Вентури принцип, затоа и нивното име е Евентури. Не знам од кај им доаѓа. Како и да е, доста зборење, да го наместиме на кола. Show you how I did it. Let's go, let's get it like a frog. Ribbit, ribbit. I can show you how it's done, but I can't show you how I did it. Let's go, let's get it like a frog. Ribbit, ribbit. I can show you how it's done, but I can't show you how I did it. Let's go, let's get it like a frog. Ribbit, ribbit. I can show you how it's done, but I can't show you how I did it. Let's go, let's show you how it's done. Let's go. Праникот ни е изваден. Наредно треба почнеме да го растураме фабричкиот усис, почнувајќи од овој дел. Инаку оваа Toyota е една од најнечистокрвните Toyoti, бидејќи под хауба нема мотор од Toyota, туку има мотор од Subaru. Поточно боксер мотор. На многу пјуристи не им се допаѓаат овие соработки, дали е тоа Toyota или друг бренд, едноставно преферираат колата да биде целосно изработена од тој производител. Мене тоа воопшто не ми смета, бидејќи како целина GR86 е една од најдобрите спортски коли на денешницата. Инаку кога доаѓа збор за моторот, FA24 боксер моторот што го вози оваа кола, генерално е доста издржлив мотор, поддржува 1 тон модификации
Меѓутоа си има една-две слабости, од кои една ќе адресираме малку подоцна. But I can show you how it did it, how it did it. Rip it, rip it. But I can show you how it goes. Let's get it like a frog. Rip it, rip it. I can show you how it's done. I can show you. Усисот е изваден целосно, но ќе застанам тука за момент со местење на новиот, бидејќи следната работа што треба да ја направам е да наместам мерач за притисок на масло, кој треба да биде сместен тука, и бидејќи сега ми се отвори простор, сакам да го наместам него, па да го наместам новиот усис после тоа. Причината поради која местам мерач за притисок на масло доаѓа како последица од два проблеми кои ги има моторот, од кои едниот проблем е фабрички, каде што при местењето на картерот за масло, фабрички на некои возила, на некои модели имаат ставено повеќе силикон од потребно, при што силиконот, откако ќе исуши, парчиња од него паѓаат внатре во картерот и во маслото, и со самата циркулација на маслото заглавуваат во ситото, односно во инката. Иако само по себе тоа не представува некој сериозен проблем, меѓутоа го намалува притисокот и протокот на масло. Вториот проблем не е проблем, туку едноставно е ради конструкцијата на моторот, а тоа е кај конвенционален мотор, клиповите одат нагоре-надолу, маслото оди нагоре и под гравитација паѓа надолу. Кај боксер моторот, клиповите се хоризонтално поставени и одат хоризонтално, затоа е името боксер мотор, при што, ако колата се вози агресивно, брзо, во кривини, подолг период во кривини, маслото останува во главите гравитацијски и недоволно брзо се враќа назад. Ако се случи тој сплет спој на проблеми, каде што инката, односно ситото е затнато, има послаб проток на масло, се вози агресивно на стаза и маслото нема доволно време да се врати назад и нема доволно масло или лош тип на масло, тогаш во одредени случаи знае да дојде до колосален проблем, до старвација и до зарибување на моторот. Од сите возила продадени, помалку од 1% се репортирани со ваков проблем, од кој повеќето се или возени на стаза, или агресивно возени, или непроверено масло и слично. Мојата кола можеби никогаш нема да биде возена во такви услови, но не е на одмет да можам да ја следам ситуацијата и доколку настане некој несакан проблем со притисокот на масло, да реагирам благовремено. Мерачот кој ќе го местаме овој, односно мерач за притисок на масло од AM серија X. До сега сум имал прилика 6-7 пати да ги користам мерачите на AM, дали е тоа за притисок на масло или пак за мешавина на гориво и воздух или за буст или за температура на издувни гасови. Во моето долгогодишно искуство со нив сум немал никаков проблем, спрема мене мислам дека се едни од најдобрите мерачи на пазарот. За сега ќе го наместам само мерачот на мотор, бидејќи ми се отвори просторот како го извадив стариот усис. Прво треба да го наместам овој адаптер и мерачот на него, потоа ќе го наместам новиот усис, а потоа ќе спроведам инсталацијата за мерачот. Кога местам адаптер или црево со навој каде што има притисок и проток на некоја течност, преферирам да ставам малку тефлонска трака. Тефлонот го местам многу внимателно, обично ги избегнувам првите два навои, и секогаш го местам спрема правецот на часовникот за при монтажа да не ми го извади тефлонот при навој. 2 ротации од тефлон се повеќе од доволни, нема потреба повеќе. Интересно, чисто за споредба околу поставување на тефлонот. Ова е фабричката штопна што извадив, кај што треба да го поставам сензор за читачот за масло и буквално исто е завиткано во тефлон. Првите неколку навои се оставени и потоа мал слој на тефлон. Денес сум сам во гаража, Михаел, мојот внук, кој ми помага со снимање на училиште. И денес морам и да снимам и да работам. Така да не знам дали правам доволно добра работа. Меѓутоа едукацијата е приоритет. Учете, знаењето ќе ви треба. Alright, yeah.
1, 2, 3, mic check, what's up? 2, 3 on my back, just tug. Light years ahead, just call me Buzz. Hitting a shot in sync with the boys. Помошникот се врати од училиште и му е предадам камерата одма да почне да работи. I feel like Joel Embiid, the process, yeah, I trust. Accolades got them swallowing the words, cause I know that they doubted us. Touch, can't touch this. I know they throwing that dirt on my name. When I check on my tag, it be spotless. Look in the mirror and snap my fingers and point like you know you got this. Winning man, winning man, winning man, winning man, winning man. Who gon' stop this? No one. Give it all I got. I'm going to the top. I'm going in. Right on the way to the top. 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 Доколку се прашувате што се овие црвени нешта, тие се насочувачи на воздух. Бидејќи отворот за воздух на браникот е долу, тие го насочуваат и дополнително го забрзуваат воздухот нагоре кон двата отвори од усисот. They letting I stick it. I came from the bottom to the top, but I'm not finished. I just needed me a minute. Standing attention, lieutenant. I gotta get up. Усисот е наместен, браникот е вратен на место, се е закопчано, сензорот за читачот за масло е наместен, следно треба да ја наместам инсталацијата за истиот. Кабелот го спроведов низ гумицата од главната инсталација, кај моторот сензорот е поврзан. Останува да го решиме овој дел. Ова оди горе до мерачот, а овој дел е за напојување со струја. Делот за мерачот треба да го спроведам нагоре и имам специјален држач кој седи тука, ќе ви го покажам за кратко. А струјата ќе земеме од оваа табла со осигурачи. Наместо да користам универзални држачи за мерачи, како што се оние кои се ставаат на столбот или некаде на шалтаблата, кои мене не ми се допаѓаат воопшто, јас имам друго решение. Ова е 3D принт, посебно изработен држач, 3D испринтан. Во принцип е истата решетка со истите запци, меѓутоа го има овој држач за мерачот дополнително изработен над неа. Одоздолу има отвор низ кој ќе ги пропнам жиците. Мерачот си лежи перфектно тука, така да многу е компактно, суптилно, изгледа супер. Единствено нешто што ми се смета кај овој 3D испечатен држач е тоа што текстурата е рапава, не е комплетно мазна и тоа е сосема нормално, така излегуваат сите 3D испринтани делови. Меѓутоа и за тоа имам решение. Парчето од маската кој стои над инструментаблата на колата е обвиткано во црна алкантара. Јас го имам овој материјал кој е идентичен на таа црна алкантара и ќе го замотам држачот во неа и ќе изгледаат како да се од истиот материјал. Малку ме измачи дори го залепив материјалот поради чудната форма што ја има држачот, ама мислам дека испадна окей. Straight up, yeah, you know we came way up. Hustle from the bottom, now look, we rich and famous. Way up, straight up, yeah, you know these streets dangerous. Made it from the... Последното нешто што остана овде е да поврземе струја до читачот. За таа цел го користам овој приклучок. Практично е директна линија до осигурач, каде што осигурачот влегува позади, го влегува во кутијата со осигурачи, тука влегува плюсот, а за минусот има посебен штраф на шасија, кај што ќе го врзам таму. Овие се доста практични кога врзувате било каква електроника во кола и работата е прават многу поедноставно. Ова е едно од работите кои не ми се омилени воопшто. Ама мора да се направат. Ако се ни е врзано окей, читачот треба да работи на контакт. Добре. И за крај малце разубавување на интериерот. Ова пластика, особено на светло изгледа, на дневна светлина изгледа многу лоша, како бледа кафеава нијанса и плюс е тука малку изгребана и ужасно ме нервираше
и за таа цел ќе ја покријам со ова пластична карбон фајбер маска и пропратно ќе ставам уште неколку парчиња за целата централна конзола малку да го смени изглед. Alright, yeah. 1, 2, 3, mic check, what's up? 2, 3 on my back, it's hug. Light years ahead, just call me Buzz. Hitting a shot in sync with the boys. I feel like Joel Embiid, the process, yeah, I trust. Accolades got them swallowing the words, cause I know that they doubted us. Touch, can't touch this. I know they throwing that dirt on my name when I check. Да провериме само дали функционира мерачот за притисок на масло и еден ладен старт. Малку е гласна. Малку. Hitting a shot in sync with the boys. I feel like Joel Embiid, the process, yeah, I trust. Accolades got them swallowing the words, cause I know that they doubted.